Сашка и прашува колку е поврзана генетиката и дебелината. Сашка, доколку ме прашаша можеби пред 6 месеци или година дена, ќе ти кажав не е поврзана, но твоево прашање ме иницираше малку подлабоко да влезам во оваа тема и да стварно видам што науката зборува за ова. Она што е факт дека дебелината не е наследна и не значи дека ако можеби некој од моите родители имал вишок килажа, дека јас ќе имам вишок на килажа. Тоа е супер оправдание и фасада за луѓето кои што имаат вишок на килажа и супер изговор дека ете мене генетиката така ме дала и мене ми е наследно, но тоа е фарса. Но има еден податок кој што науката го вели, а тоа е дека постои еден ген кој што се вика ФТО. И овој ген секој од нас го наследува од двајцата родители. Има два типа на таков ген, високоризичен и нискоризичен, и практично во зависност од тоа каков ген носат родителите наши, ние ќе добиеме два FTO гени. И тие FTO гени, доколку и двата се високоризични, тоа значи дека ја ќе имам два FTO високоризични гени. Во превод, што значи тоа? Доколку јас сум со високоризични два FTO гени и доколку ти си со два нискоризични FTO гени и доколку јадеме исто, доколку се правиме во животот исто, тоа значи дека јас ќе имам најверојатно 3 килограми повеќе од тебе. Но, што се случува? Луѓето кои што се со високоризични FTO гени имаат тенденција да грелинот, тоа е хормон кој што ја регулира гладта, и грелин многу побавно се намалува после оброкот кај овие луѓе. И тоа значи дека овие луѓе, затоа што имаат побавно намалување на грелин, најверојатно ќе изедат и многу повеќе храна, и можеби затоа ги класифицираме како лакоми луѓе, затоа што и после оброкот би сакале да се дојадат и да изедат можеби нешто благо или нешто што сметаат дека ќе ги дозасити. И од друга страна, дури и после неколку часа од оброкот, многу побрзо го качуваат нивото на овој хормон грелин. Така да, генетиката и дебелината се поврзани, но на крај на денот одлуките на нас и нашето секојдневие одлучуваат за тоа дали ние ќе имаме вишок на килажа, затоа што да ја оставиме природата и она што се можеби природни процеси во телото и гени и хормони, но на крај на денот сите ние имаме свест и сме свесни и мора некогаш да и на сила носиме некакви одлуки и да го јачаме нашиот карактер и да си помагаме со активен животен стил и да си помагаме со редовност на оброци и сето тоа да ни ги намалува можеби овие недостатоци кои што природата ни ги дала и поради кои што можеби имаме два високоризични FTO гени. Така да има поврзаност, но не можете да се ослоните на тоа и да барате изговор во вашата генетика затоа што имате вишок на килажа.